И здраво, дечки, добре дојдовте моето ново видео. Денеска, значи, после не знам колку време сега ќе објавам видео. Имаме, значи, знаете си дека пробував Дубај чоколада и тоа имаше мислам дека над 100 прегледа, не знам, не се сеќавам баш. И пробував Дубај чоколада од 300 денари, а сега ќе пробувам исто као Дубај чоколада од 20 денари. Значи, тоа беше, знаете, златно беше тоа кога го отворев внатре. Ова е обично, зашто тоа беше за 300 денари, ова е за 20 денари. Чисто кажува дека има вака од тоа, кажува Дубај чоклет. Значи, на арапски дека нешто пишува, на арапски пишува ламне, дека се може да пробаме. Така. Ја скршиме на пола да видиме. Океј, сега и да видиме кое е боле. Вакво. Слично како нешто мек. Сега да го прекршим да видиме. Добро. Има мирис на овој мирис на нутела и крем од фстаци. Дека ја имам крем од фстаци. И значи нема на кадаив. Тоа дека за 20 денари не може да стат кадаив, не ми се исплаќа. Затоа за 300 денари Дубај чоколадата имаше кадаив, се оригинал беше. Тоа да пробаме. Значи тоа Дубај чоколадата од 300 денари беше чиста десетка. Си признавам, чиста десетка. Ова може да се каже, може да се јаде. Не е нешто премногу на благо. Добре. Значи, сега да споредиме. Сега може ги пишувате у коментари дека нормално Дубај чоколадата е побава од ова оригиналната, да? Нема врска, сакав да испробам. И така немаше видео долго време, па еве ви сега видео. Чоколадово, ова е обично. Тоа беше чисто какао од 300 денари. Ова тие некој фил, не знам, нешто ставале таму. Нема врска, таму беше кадаив чисто све, кремот фстаци, све чисто. Значи, интересно. Тоа беше 10 од 10, значи овдека ќе стане Дубај чоколада од 300 денари 10 од 10, Дубај чоколада од 20 денари 5 од 10. 5 од 10, најскен. 5 од 10. Значи, многу е лоша. Мислам, не е лоша. Може да се јаде, ама полошо од, као да кажам, реалната Дубај чоколада, значи, оригиналната. И затоа, дечки, видео, ова беше се за моето видео денешно. Се гледаме у наредно видео, лето ќе има поише видео, само требам да ви кажам. Се гледаме у наредно видео. Чао!